Тридневниот карантин буквално го парализира градот и околината, бидејќи од петок од 16 часот преку саботата, неделата и понеделникот се до денеска до 5 часот граѓаните останаа во своите домови. Само услужните дејности, главно доставувачи на храна и прехранбени артикли, како и активистите од хуманитарни организации, ја нарушуваат тишината во настојувањето да ги снабдат граѓаните со неопходното. Поради фактот дека подолг период нема никаква информација дали и како функционира животот на Пониква, екипа на телевизија Кочани го посети спортско-рекреативниот центар, каде исто така регистрираше празни паркиралишта и речиси никаква раздвиженост. Ако некој се одлучил 85-часовниот карантин да го помине во викендичките, а такви се сосема малку, тогаш сосема сигурно останал со нив, придржувајќи се на пропишаните мерки, бидејќи никаде не можеше да се забележат ниту возила во движење, ниту шетачи во природа, која само што не започнала да се буди. Поедини наши сограѓани кои не јавија заради потреба од различни информации, коментираат дека им било многу тешко да останат 3 дена во своите домови, особено оние кои живеат во станови, бидејќи изолацијата им создава психолошки притисок. Реагирале и децата кои тешко може да го разберат тридневниот карантин. Но ситуацијата е вонредна и изминатите 2 дена потврдија дека граѓаните можат и знаат да ги испочитуваат мерките за да се сведат на минимум последиците од COVID-19, кој буквално коси по светот.